Мислам дека препознавам некои ликови, навистина бевте, имавме реални расправи, луѓето беа присутни, меѓутоа повторно изгледа дека не сме се разбрале до крај и секогаш е добра прилика кога ќе имаме можност да го представиме уште еднаш она за што зборуваме. И јас исто имав како државниот секретар забелешка не за депонија и токму во таа насока би сакала и да видите презентацијата за да расчистиме прво и околу терминологијата. Најубаво е кога знаеме кога зборуваме на исти јазик, односно ги користиме точните термини. Што е депонија, што е отпад, што е претоварна станица и така натаму. Значи, можеби е добро јас кратко да презентирам многу кратко нешто концептот кој е на целиот овој проект, за да понатаму остане ви повеќе време да можеме да одговориме на вашите прашања, дилеми и така натаму. Ако се служувате, јас би презентирала нешто накратко. Значи, за нашите граѓани ова е депонија и ова се фотографии од целата наша територија. Вашата депонија, односно љубриште, која во моментот гори не е насликава, меѓутоа се од некои соседни општини, а она од Битола ќе ја препознаете по златните оџаци. Меѓутоа, ова не е депонија. Значи, мораме да расчистиме со терминологијата. Ова се неконтролирани ѓубришта. И нормално е дека граѓаните имаат отпор. И треба да имаат отпор, затоа што ова не е начинот на кој што треба да се справуваме со нашиот. И овие се фотографии исто од овие два региона, североисточниот и источниот плански регион, сликани за време на трајањето на проектот. Значи, излегувавме на терен, гледавме и ова е фактичката состојба. Како што кажа колешката Маја од делегација, ние, бидејќи немавме доволно капацитети никако на централно ниво, а уште помалку во локалните општините, локалната самоуправа, ни финансиски капацитети да можеме да го воспоставиме овој систем за управување со отпад, со прописни депонии, ги искористивме сите можности кои што ни беа на располагање. Најчесто тоа, не најчесто, него за овие два региона апсолутно 100% се искористија сите средства кои беа на располагање од Европската унија, како што се и твини проекти имавме, дури техничка помош, за да се подготват сите потребни документи за да можеме да го воспоставиме овој регионален систем. Ова е состојбата во двата региона, направен североисточниот и источниот одат заедно во пакет, бидејќи први се пријавија за да можат да ги користат овие средства и овдека се детерминирани на овие мапи сите, јас нема да кажувам депонии, затоа што некогаш велиме нестандардни депонии, зашто де факто тоа е некоја инсталација, каква таква состојба која ние викаме депонија, меѓутоа тоа е неконтролирана или нестандардна депонија. Маркирани се сите, погледнете колку вакви локации имаме низ двата региона, еве го и Беровскиот крај, и Берово, Пекчево и така, си ги препознавате секако општините. И секогаш кога зборуваме за туризам, за органско производство, за заштита на нашата природа и кога велиме не према некои проекти што сакаме или сме обезбедиле средства да ги имплементираме, имате го ова во предвид дека оваа ситуација сега што ја имаме и сликите кои претходно ги видовте, во ние никако не може да влијат на ниту на органското производство, ниту на подобрен туризам, ниту на развој воопшто на овие два региона. Затоа сме и тука да промениме оваа ситуација. Значи, на претходните мапи ги видовте лоцираните нестандардни депонии и останатите ѓубришта, затоа што кај нас не завршува ѓубрето само на тие нестандардни локации, туку имаме расфрлано мали диви депонии, го усвоивме тој термин што е малце нелогичен, ама добро, еве, диви депонии насекаде. Дел затоа што граѓаните можеби не добиваат услуга, дел затоа што се можеби граѓаните или правните лица несовесни и така натаму. Ова се средствата кои што се обезбедени за да толку пари не се потребни за да можеме да ги исчистиме и да ги затвориме, за да немаат такво влијание како што имаат сега во моментот. Значи, рече се 10 милиони евра беа алоцирани, ќе видиме колку ќе излезе тендерот само за затварање на нестандардните депонии и сите останати мали диви депонии, така да речем.
Во Источниот имаме 11 официјални, кои што се уште се користат од страна на општините, односно комуналните предпријатија, и 71 ѓубришта со над 5 тони отпад. Во Североисточниот се 536, помал е тој регион. Имам некои податоци за Вардарскиот вадено, нема да ве... Како ни е планиран овој интегриран регионален систем за управување со отпад во овие два региона, кои што се споија? Ова се податоците колку население живее, колкава е површината, бројот на општини, рурални, урбани и така натаму. Ова се податоците околу создадениот отпад, колку се создава во Источниот плюс Свети Николе, Североисточниот и вкупно. Мораме да знаеме за колкава бројка манипулираме, за да знаеме како да го проектираме утре овој систем. Сите тие анализи се направени и конечно се дојде до едно предлог решение, дека за овие два региона, во согласно со количините на отпад што се генерираат, дека е потребно да се изгради една заедничка депонија, стандардна депонија, затоа што тоа е депонија која што бара пари, бара средства, треба да биде одржувана како што треба и е најевтиното решение за граѓаните кои живеат во овие два плански региона. И нормално, бидејќи добиваме грант средства, 85% од средствата се обезбедени како грант, 15% учествува владата. Треба управувањето со овој систем да биде преку јавно предпријатие. Значи, тоа е предпријатие кој ќе припаѓа, кој ќе биде основано на општините, ќе припаѓа на општините. Јавните постоечки комунални предпријатија 17 остануваат во функција во делот на собирањето и транспортот на отпадот. И за таа цел ќе бидат зајакнати со нови возила, кој тендерот веќе заврши, имам информација дека е избрана компанија, не знам да ви кажам која, но ќе видите набрзо ќе се добијат возилата онака како што беше предвидено за секоја општина. Со контейнерите нешто подоцна ќе биде, ќе се заврши тендерот. И во меѓувреме веќе во моментов тече постапка за избор на компанија која ќе ги затвара веќе овие нестандардни депонии, како што и Варшава, конечно, деновиве знаеме каков е проблемот и многу често се јавува проблемот со Беровската депонија, но тоа не е, за жал, случај, видовте. Сите фотографии што беа овде прикажани, сите депонии чурат во Македонија, за жал. Ова е шемата како ќе биде звездичката во Свети Николе, Мечкоевца, Рабашанци е таа меѓурегионална депонија. Нема да биде само депонија, тоа ќе биде фабрика во која што ќе се преработува отпадот и ќе се води сметка да се искористи се што е можно како ресурс и само оне мал дел што нема нешто да му правиме прописно да го депонираме како што треба. Големите црвени кругови се големи претоварни станици и сините кругчиња, кај што гледате и Берово, тоа се малите претоварни станици. Значи не станува збор за депонија, депонијата заедничка за овие два региона ќе биде во Свети Николе, но во Берово ќе има претоварна станица, зашто отпадот мора да се собере. Не може со мали возила да го транспортирате отпадот до Свети Николе. Возилата кои што ќе ги добие секоја општина се во зависност нели од инфраструктурата која има, улиците, кој тип на населби се, имаме мали возила од 4 метри кубни со 4 погона, со 2 погона, 10 метри кубни возила, 16 метри кубни возила до 22 метри кубни возила, во зависност од потребите. Тие најголемите нормално ќе го собираат отпадот од малите претоварни станици, ќе го носат до големата и најголемото возило го вози отпадот до Свети Николе.